Валандово и акшамдар Валандово. Јас навистина имам посебна чест и драго ми е што имам можност да ви се обраќам и во името на Движењето за национално единство на турците, како критична маса и совест на турците од земјата, да ве поздравувам и да посакувам навистина на 11 декември да славиме една блискава победа. Во Охрид кажа причините зашто со вас, зашто избега во другата страна. Меѓутоа сакам ова да повторувам, затоа што верувам длабоко дека има потреба сите турци да го знаат. Значи, најтесното раководство на СДСМ во вистинска смисла на зборот безобзирно лажат. Така лажат да и немаат чувство за срам. И затоа оние луѓе кога лажат и немаат чувство за срам кога лажат, не верувам дека можат да исполнат ветувањата. Од тука тие само ветуваат, меѓутоа ништо не може да направат. Тие се спремни да газат и преку мртви само да дојдат до власта. Власта не се добива така. Власта се добива само со волјата на граѓаните. Од друга страна, мојот драг пријател Страшо Ангелевски спомена дека и ние турците во Македонија, одговорно тврдам, сите турци во Македонија во никој случај не прифаќаат бинационална држава. Република Македонија е наша татковина и држава. И тука сите ќе се избориме за нашите граѓански права и слободи. Ние сме лојални граѓани на Република Македонија и од тука навистина се гордееме што живееме во Република Македонија. И трета најважна причина е тоа што СДСМ, особено раководството, најтесното раководство, некоректно се однесува и према нашата матична држава. Тој наместо да ги поддржува легитимните власти во Турција, кои се дојдени на власт со огромното мнозинство на гласачите турци во Република Македонија, во Република Турција, мислам на нивните гласачи, граѓани на Република Турција, тие поддржуваат пучистите и терористите. Тоа не може да би прифатено. Република Македонија е вистински пријател. Заправо, Република Турција е во вистинска смисла на зборот пријател, добрососед на Република Македонија и овие односи за време на премиерувањето на господинот Никола Груевски навистина постигна највисоко ниво. Јас се надевам дека овие односи ќе продолжат и во економијата. Од друга страна па, зашто во последен момент бе прифатен од страна на раководството на ВМРО, е тоа што навистина овие луѓе ако ветуваат исполнува. А тоа е најголемата гаранција. Второ, длабоко верувам, сум убеден дека ВМРО ДПМН заедно со коалицијата има капацитет да реши оваа криза во Република Македонија, Македонија да направи стабилна, кредибилна, почитувана како внатре, така и надвор и секако да биде интегрирана во НАТО и Европската Унија. И најважно, мислам дека во вистинска смисла на зборот, значи, располага со капацитет, со луѓе кои можат да излезат во пресед на сите предизвици со кои Македонија денеска се соочува. Драги пријатели, јас сум длабоко убеден дека ќе работиме за Македонија, за граѓаните во Република Македонија, без разлика на која нација, вера, култура и политичка опција припаѓаат. Од тука, оние кои барат права и правда, им ветувам дека и ВМРО и сите ние заедно имаме можност, капацитет внатрешно да се демократизираме и на секому да им дадеме права и да обезбедиме правда. Но оние кои се сомневаат во нашите залужби, ќе се докажеме со дела кои ќе бидат од општи интерес на Република Македонија, заедничко добро на сите, од кои ќе се срамат. Од тука, мислам дека навистина на 11 октомври треба масовно да излеземе на изборите и да казниме ова навистина авантуристичка политика на опозицијата. Од тука, мислам дека и време е, како надвор, така и внатре. Ако докажеме дека народот е во право, а тоа ќе направиме кога ќе гласаме со мнозинство,
Тој потег, тој чин мора да се почитува како внатре, така и надвор. А со тоа ќе покажеме и силата на народот, на чија страна е волјата на народот. Од тука јас нема да должам, бидејќи еве премиерот се припрема да тој каже нешто повеќе. Јас од срце ве поздравувам и сакам особено да ги поздравам турците од Казандол, од Калково, од Прстан, од Чалыкли, од Дедели и сите други овие 12 дурички села. Hayırlı akşamlar. Gazamız mübarek olsun. Gazamız mübarek olsun. 11 Aralık'ta inşallah yeni bir seçimle, yeni bir hükümetle gerçek manada ihtiyaçlarınızı karşılayacağımızı ümit ederim. Ayrıca bu birlik, bu çatı altında birlik ve beraberliği temin etmek için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz ve bir çatıda buluşacağımızdan da son derece mutlu olacağımıza eminim. Благодаря много, bijete pozdravljeni. Почитувани присутни, ми представува особена чест и задоволство